Мислам дека кривичната пријава која што ја поднесе МВР или сака да ја поднесе е целосна глупост. Значи целосна глупост од неколку причини. Прво, господинот Зоран Заев не може да оддаде државна тајна поради тоа што тој не е во поседување на државната тајна. За да ви го појаснам тоа или да ви го илустрирам, најдобре е следниот пример. Јас сум бил заменик министер. Секој што е функционер во владата на Република Македонија мора да има безбедносен сертификат. Тој безбедносен сертификат ви дава можност да располагате со информации кои што се од степен на квалификација државна тајна. Ако јас, додека го имам безбедносниот сертификат, добијам информација која што ми е дадена на доверување на мене, и таа информација ја злоупотребам и ја дадам на трето лице, тогаш да, за мене треба да биде поднесена кривична пријава. Меѓутоа, јас сум сигурен дека на господинот Зоран Заев не му била додадена државна тајна, туку на него му е дадена државна тајна индиректно од лице кое што добива материјал и му го дава материјалот на господинот Зоран Заев. Тој не знае дека тоа е државна тајна и тој не зборува за таа тема. Тој зборува за темата инкриминирање на високи структури во власта во криминал. Така, и он ги обвинува за корупцијски скандал. Така да, кривичната пријава на МВР е целосно неоснована. По никаков основ. Значи, таа е глупост. Како што е историска глупост антиквизацијата, ова е нова глупост. Со самото тоа се навлага многу подлабоко во проблемот со кој што се веќе инволвираат и други страни, така да се инволвира Израел. И тоа не се инволвира од страна на господинот Зоран Заев, туку се инволвира директно од страна на власта. И тоа е најголемото загрижување за мене, кој што се осеќа многу блиско поврзан со државата Израел. И сметам дека ова е една голема навреда, која што не може да остане, мислам, не може да остане без реакција, сакам да кажам, од страна на израелските власти, тоа ќе се случи многу брзо. За да биде поднесена кривична пријава, вие треба да бидете лице кое што е овластено да располага со систем на државна тајна. Имате безбедносен сертификат. Зоран Заев, јас не знам дали има безбедносен сертификат, меѓутоа знам дека не е функционер во владата на Република Македонија, како што сум бил јас. Јас додека сум бил функционер, сум имал безбедносен сертификат и тој ми важеше до 2012 година. Ако во тој период јас сум ви одал на вас државна тајна, против мене има право, согласно законот, да биде поднесена кривична пријава. Во сегашната ситуација, не само што нема основа, туку е сосема спротивно, значи тоа што го зборуваме цело време. Нашата, мора да речем така наречена влада, ги искривоколчува вистината и од тоа што е нормално прави нештото да биде ненормално. И целата јавност ја става во една позиција која што е тотален срам за Република Македонија во очите на светската јавност. И ние се чувствуваме како да живееме во 45-та, така, или 46-та, во некоја неверојатна атмосфера. Дали има причина и понатаму да се разговара за автентичноста на разговорите, да се тврди дека биле... Тоа никој не го демантира. Тоа никој не го демантира. Значи, тоа никој не го спорува, они влагаат во некоја димензија која што ја нема. Така, мислам, како да речам, тоа веќе... Знаете, јас добивам повици од меѓународни фактори. Така, разговарам со многу влијателни функционери во светски рамки и разговарам со многу организации. Фрапирани се луѓето, значи едноставно не може да веруваат што се случува, дека ова е Република Македонија, дека ова е држава која што се наоѓа во рамките на Европа и дека ние се соочуваме со ваков вид на диктатура, во која што власта практично ние треба да ослободиме државата од власта, не од Зоран Заев. И тука сме сите обединети и нашиот фронт е многу голем. Јас сакам да се фокусирам на проблемот со Израел, заради тоа што тој проблем е суштинскиот проблем кој што ќе се разоткрива наредните неколку денови. Значи во разговорите Зоран Заев бади информации кои што практично покажуваат дека високи функционери во владата, предводени од Сашо Мијалков, се инволвирани во тежок корупцијски скандал, во кој што скандал се инволвирани можеби лица од Израел. Тоа укажува дека не е грижата, ние не треба сега да се фокусираме на проблемот од израелската страна. Ние сме фокусирани на проблемот од нашата страна. Значи, нашава влада бара за да купи опрема да и се плати провизија. И тоа е она што го збори Зоран Заев. Значи, фокусот е тука. Во ситуација кога вие ќе инволвирате како држава, значи не инволвира Зоран Заев, државата инволвира, така, МВР инволвира, Сашо Мијалков инволвира друга страна, односно инволвира Израел. Во ситуација кога тоа ќе ви се случи, вие не може да не очекувате Израел да не реагира. И заради тоа ја напишав писмо
до амбасадорите на Израел и на Република Македонија и побарав од нив официјална реакција согласно информациите кои што се објавени. Ние не сакаме и ние не веруваме дека државата Израел вмешана во ваков корупцијски скандал. Напротив, ние веруваме дека нашата држава е мешана во корупцијски скандал и тоа голем корупцијски скандал кој што инволвира друга земја. Како резултат на тоа, јас сум веќе во интензивни комуникации со повеќе влијателни личности од јавниот живот во Израел и наскоро ќе се очекува изјава од политички фактори во Израел кои што ќе дадат своje мислење. Не може да очекувам изјавата да биде толку брза, затоа што прво има два моменти важни. Денеска е Шабат Шалом, значи денеска е голем празник за евреите, меѓутоа и почетокот на Пасовер, тој е најголемиот празник во Израел и се смета денешната вечер е Седер Најт, така се вика. Значи тоа е време кога, како да ви кажам, тоа е во Израел религијата е на прво место. Значи луѓето кога се на Шабат Шалом не работат, така. Меѓутоа, моите контакти укажуваат на тоа дека во наредните неколку дена ќе има, можеби уште и денеска, меѓутоа ќе видиме, ќе има изјава од политички субјекти кои што ќе го кажат своето мислење, а за изјавата на Министерството за надворешни работи на Израел, мислам дека ќе причекаме неколку дена. Како поранешен владен функционер, дали е возможно странска држава да прифрли донација на приватна сметка на некоја компанија или тоа мора да иде преку државната официјална сметка на Републиката во НБРМ? Апсолутно е невозможно донација да се префрли на лична сметка. Точка. Значи нема понатаму што да дискутираме. Постои ситуација, например, јас работам со Израел. Мојата фирма, мојата организација Health Grouper добива грант. И они викаат, за да вашиот грант се троши, мора да отворите посебна сметка во рамките на вашата организација, за да знаеме целосна транспарентност. Преку мојата организација, преку нашата организација Health Grouper, нашиот факултет во Израел доби нов грант. Кај нив се префрлат парите директно од страна на швајцарската Фрибург универзити. Професорот кој што ги зема парите, вика не може согласно законот на Хибру универзити да се префрли пари на рамките на универзитетот, дали може на моја приватна сметка. Сега правам паралела само да ја сватите димензијата. Универзитетот му одобрува и му вика да, може да се префрли на ваша приватна сметка, грант наменет исклучително за тие пари и со неверојатни стапки на транспарентност, каде што ќе се види како секој денар е потрошен. Кај нас е апсолутно невозможно, меѓутоа дури да влеземе у црното сценарио дека тоа било возможно. Целосна транспарентност како се потрошени парите. А тоа, мислам, апсурдно да збориме за тоа. Како да ви кажам, ова кај нас е толку апсурдно извртена работава, да ви реков, тоа што е ненормално, они ни го продаваат за нормално. Ние не го купуваме тоа. Очекувате ли некои последици по односно оваа кривична пријава за Заев, затоа што ова беше најголемата закана, нели затворот? Ние денеска видовме како ви вести објавија Дневник. Мислам, Дневник денеска објавува вест која што е срамна за македонското, тоа не е новинарство. Вечер објавува вест која што е срамна. Мене ми е срам да се, мислам, не знам како да го изразам мојот огорченост кон оваа ситуација, меѓутоа се може да очекуваме ние од влада. Мислам, како се може да очекуваме, така ние сме сите непријатели у принцип на државата. Тоа е реалната ситуација. Значи ние кои што се сметаме дека сме најголеми пријатели, сме непријатели. А овие кои што се владава, они мислат многу добро на Македонија. Не ќе ме да им мислат добро на Македонија, мислам. Дај нека не им мислат више.